Poštovani gledači, minulата недела сусрема на крај на разговорот со Марко Бислимовски, шеф на регулаторната комисија за енергетика. Бев шокиран од неговата интервенција околу цената на водата со сознанието што јавно го соопштија веќе подолго време и го знаеме дека водата во системите за пиење во Македонија понекогаш се губат и до 60, 70, до 90%. Тоа се разбира, создава една недоумица како тоа сиромашни земји така грдо се однесуваат кон богатството што го имаме уште околу водните ресурси, но многу поважно е очигледно дека тоа е прашање за менаџерските тимови. Ако во светот или во оваа меѓународна организација, Асоциација за води, прифатлив процент на загуби за вода за пиење во водоводните системи треба да биде под 30%, во Македонија е некаде минимум двојно повеќе. Се разбира, на оваа тема експертот за хидрологија и хидромашинство, универзитетскиот професор Гоце Тасевски. Ви благодарам што дојдовте. Професоре, зошто имаме толкави загуби во водата? Нашиот закоравен систем беше дека полеаме вода и дека нерационално го трошиме, дека е дефектот во водоводните мрежи. Дали е само тоа? Благодарам најпрво за поканата што сум тука да разговарам на овој алармантен проблем што се соочуваме ние. Дали се загубите на вода само од тоа полевање или се загубите на вода технички, има и други. Пред се ние за премината на вода која доаѓа до системите на некој начин е поделена на овластена потрошувачка, односно на фактурирана потрошувачка на вода која е приход за јавното предпријатие. Тука спаѓа и она нефактурирана, меѓутоа измерена количина на вода, каде што ја знае менаџерскиот тим колку вода има нефактурирано, меѓутоа има испорачано на крајните корисници. И другиот дел е онај дел што вие го зборувате, тоа се загубите на вода, тоа се реалните загуби на вода, каде што се поделени тие загуби на два дела. Имаме административни загуби и имаме реални, односно технички загуби. Кај административните загуби, тоа се оние загуби кои што се неовластени приклучоци, паушални приклучоци, оштетување на водомерите каде што се прави неточни мерења на водомерите, а останатите оние технички загуби на вода каде што имаме загуби од протекување дали во главните магистралните цевководи, прелевање во резерварите, истекување на приклучоците и така натака. Значи, загубите на вода, кога ги зборуваме како загуби на вода, не се само оние загуби на вода од полевање на зеленилото или само загубите на вода кои се технички загуби од истекување на водата низ Ако систем. добро забележам, професоре, зборувате за нефактурирана вода. Кој е тој менаџер кој во друга област, во друга сфера може да си дозволи да сокрие, например, 30 автомобили и да не ги фактурира? Кој е тој менаџер во јавните комунални предпријатија што сокрива потрошена вода, а не фактурирана? Така, тоа е, за жал, реално и постои кај нас. За жал, тоа е и една од социополитички мерки за намалување на загубите на вода според Интернационалната асоциација за вода, каде што вика дека водата може и политички добробит да биде за менаџерскиот тим, ако се менаџерскиот тим се обврзе да ги намали овие нефактурирани количини на вода, понатака паушални приклучоци. За жал, ние имаме кај нас паушален приклучок каде што се плаќа некоја символична сума за тој приклучок. А јас советувам менаџерите таа символична сума да ја направат исто онолку колку е месечно, колку да се набави еден водомер да се постави, затоа што ако плаќа корисникот 300 денари паушал за вода, он ќе користи вода практично колку сака. А ако му наметниме дека 3000 денари ќе плаќа месечно за вода, колку што кошта еден водомер, тој веднаш ќе посегне да го купи тој водомер да го монтира. Значи таа е таа нефактурирана вода, а измерена вода на некој начин, и тоа за жал во ваквите предпријатија се уште го има, пред се она вие што го спомнавте. Имаме се уште вода. За среќа. Меѓутоа треба да мислиме и за понатака. Тоа е сиромашните кои се бесни и кога имаат доток на вода да оден начин, зашто нашата хидроложка ситуација
веројатно во овие најделикатни потрошувачки центри е добра, бидејќи сите се сопланени со ова. Меѓутоа, како на пример во Дебар, 90% се губи водата или не се фактурира. Како во Крушево, на пример, 71, во Долнени 82%, во Кичево 77, во Охрид 72% од водата не се фактурира, а е влезена во системите. Така, од овие градови што ги спомнавте, те дел од градовите на некој начин се комотни, да кажам. Зошто? Затоа што имаат гравитачна вода, немаат дополнителна потрошувачка на енергија за да дистрибутираат таа вода. Односно, они вршат само некое хлорирање и практично во наводници таа ефтина вода. И на некој начин менеджерскиот тим се соочува само со проблеми од аспект на иден развиток на предпријатието и загуби во финансиското работење на предпријатието, кои во овие градови не се толкави големи. Меѓутоа, тука спомнавте и неколку градови каде што имаат практично скапа вода. Скапа вода, кога викам, тоа е водата од пумпните построенија. До денес, до оваа година, и тие предпријатија можеа да лесно да го надминат тој проблем, затоа што имавме релативно ефтина струја. Да. Проблемите допрва доаѓаат, јас ќе кажам. Овие 2-3 месеци поминаа тие јавни предпријатија затоа што потрошувачката на вода баш во пролетните месеци е релативно мала во населените места. Како што ќе расте таа потрошувачка, ќе се пумпа повеќе вода, таа вода ќе биде се поскапа и поскапа. И во онај момент ќе дојде во ситуација јавното предпријатие да не може да ги испорача фактурите за електрична енергија, да ги покрие тие трошоци. Зошто? Затоа што освен скапата енергија, како што кажавте вие, имаме 70% неприходна вода. Значи он ќе добие приход само за 30% од тоа што ќе испорача. Не, сега веќе почнува нервозата, кај што века струјата, поскапата струја ќе ги урне јавните предпријатија, главно водовод, а и за другите и да не правиме муабет. Меѓутоа има сега еден парадокс. Читам, водовод и канализација покажува дека количеството на нефактурирана вода за пиење во Скопје изнесува, внимавајте, 62 милиони метри кубни вода, што е еквивалентно на годишните потреби за вода. Сега прашањето ми е, толку ли се неспособни менаџерите на градскиот водовод или така се влезени во политички пресметување што некому даваат џабе, а некому не знаат да му наплатат? За жал, овие системи, системите од комуналната инфраструктура се системи кои се во подземјето. И никој не ги гледа тие системи, ни како функционираат, ни буквално не се интересира за тие системи во одреден период. Кажавме зошто се тие ќе се интересни понатака, и тоа доведе до ситуација едноставно менаџерските тимови, претходните менаџерски тимови комотно да се чувствуваат во однос на загубите на вода. Впрочем, и имаме ние критериуми од Интернационалната асоциација за води кои би се примениле за намалување на овие загуби на вода. Меѓутоа тие критериуми, за жал, и самата асоциација кажува дека не се адхок решенија. Не може ние денес да примениме мерка која резултат ќе даде утре. Значи, овие резултати ние денес, ако би почнале да инвестираме во намалување на загубите на вода, резултатот би го добиле после 5-6 години. И тоа во некој начин кај менаџерските тимови досега ствараше некоја одбојност према овој проблем. Дали се тие под притисок со оглед на начинот на кој се именувани така натаму, на партискиот клиентелизам, на избирачите во одредени мала не им наплаќа, на одредени места недоволно им наплаќа и паушално наплаќајте и така натаму, и на крајот на краиштата кој страда? Јас не знам дали се под притисок, тоа е во нивното меѓусебен однос помеѓу градоначалникот, најчесто и директорот на јавното предпријатие. Меѓутоа знам како функционира тоа во западните земји. Значи во западните земји имаме еден индикатор на ефикасност, каде што во јавните предпријатија директен индикатор за ефикасноста е загубата на вода и нејзиниот тренд. Во оној момент кога ќе се назначи директорот на јавното предпријатие, он дава програма за намалување или одржување на загубите на одредена вредност. Доколку не го исполни тој индикатор за ефикасност, се смета дека тој менаџер не е успешен. Дури на таквите менаџери понатака им се забранува да бидат менаџери во делот на хидротехниката. Што и то како треба веднаш и кај нас да се примени, секој директор на јавно предпријатие треба да дојде со своја програма
Јас сум задоволен и 10% да ги намали од тие загуби во неговиот 4-годишен мандат би биле презадоволни во овој момент сега каква што е ситуацијата. А се разбира понатака тоа Тасовски, ако 75, ајде не зборам овие максималните, од водата не се фактурира. Па дај да размислуваме џабе да ја дадеме на одреден начин, да направиме други критериуми за фактурирање. И на крајот кажете ми колкава е просечната потрошувачка на вода на едно семејство во Скопје пер капита, колкава е во развиените земји, како тоа се стимулира или се деградира? Така. За начинот на фактурирање на водата, јас се залагав за една идеја, дури да биде водата и без пари. До онаа потрошувачка на вода која знаеме во Европската Унија дека е прифатлива, она што го кажавте вие, односно до 150 литри на ден по жител, односно ако сме 4-члено семејство, некаде 600 литри на ден по жител на семејство, да биде без пари. Меѓутоа во оној момент кога тоа семејство би потрошило 601 литар, тогаш би ги платило 3 пати поскапо овие 600 литри претходно што ги потрошило. Значи да дадеме на граѓаните само свест за зачувување на водата. Ако одиме кај нас колкава е таа просечна потрошувачка сега на вода, за жал таа е кај нас 400, 500, 600, 700 литри на ден по жител. Во таа потрошувачка на вода не влегуваат само оние наши потреби, влегуваат и сите загуби на вода, меѓутоа е многу далеко од она што го препорачува Европската директива посебно за води. Што тоа е 3 пати, 4 пати повеќе него што би било вака стандардизирано на одреден начин. Така. Просто Гоце Тасевски гостин за тоа зошто трошиме вода, кај ни се губи водата. Се разбира за оние што сакаат да бидат убедени. Скопје, например, има високо квалитетна пијачка вода. Меѓутоа, зошто дозволивме нивото на државната инфраструктура да не се репарира? Да не се инвестира во промена, да речем, условно на цевките, на пумпите, на големите системи и така натаму. Затоа што се скапи или заради тоа што повторно доаѓаме на тоа дека менеджерите не сакаат да ги боли глава? Видите, тие се точно пред се скапи инвестиции. И другиот дел има вистина дека менеджерите не сакаат да ги боли глава, меѓутоа треба со такви мерки и преземање треба пажливо да се настапи. Во смисла овие критериуми што ги дава Интернационалната асоциација за води, ќе ја спомниме повторно, тие се критериуми кои се направени според стандарди или истражувања во развиените земји. Не значи дека тие критериуми се применливи кај нас. И јас предлагам да кажеме, ако го ево Скопје како најголем град, не можеме веднаш ние да донесеме одреден критериум и да кажеме дека со тој критериум ние ќе ги намалиме не знам колку загуби. Можеби добро е еден дел од мрежата во Скопје да ја репарираме, да замениме приклучоци, да замениме цевководи, или не знам да намалиме притисоци во самата мрежа и да видиме колкав ефект би добиле од таа мерка. Понатака, ако тоа е успешно, би продолжиле и во другите делови од самиот град Скопје. Имаме некои досега кампањи, проекти, грантови од ЕУ кај нас каде што се вложено во загубите на вода. Има инвестирано. Дајте сега да провериме што сме добиле со тоа. Ево ќе го спомниме градот Прилеп, доста средства се вложија во реконструкција на мрежата. Да видиме дали таа реконструкција е стварно на страната на намалување на загубите на вода. Или па можеби сме погрешиле. Меѓутоа ако сме погрешиле таму, да не погрешиме сега и на друго место, затоа што како што спомнав, нема една мерка за намалување на загубите. Сет на мерки се. Често на студентите знам да им кажам дека системот за водоснабдување е како крвотокот кај човекот. Кога одите вие на доктор, докторот ви прави ЕКГ, на тоа ЕКГ ви прави понатака дополнителни испитувања за да преземе некоја мерка на вас. Така исто е кај системите за водоснабдување. Не може кај секој пациент да видат истите мерки и истите лекарства. Така треба да се наметнеме на системите на водоснабдување. Одреден град може ќе дадат резултати, во одреден град нема. Еден парадокс што се случува кај нас, што можам да кажам, е замена на водомерите. Со далечинско читање и тоа ќе доведе, вика, до намалување на загубите на вода. Колкав процент ќе биде од тоа? Ако да кажеме според мои сознанија, загубите на водомер учествуваат само во 5% од загубите на вода. Каде се другите 70%? Дали не може некоја друга мерка да примениме, па тие 70 со мала инвестиција да ги доведеме на 50%, а не директна замена на водомерите. Зошто замена на водомерите? Затоа што некаде во Европа дала таа мерка резултат. Не е тоа мерка што може би е за кај нас.
И тоа се сложувам да се направи, меѓутоа на мал дел од мрежата. А таму кај што нема водомори, кај што викаме диво и приклучување, кај што... Тоа е менаџерскиот тим. Тука треба да настапи менаџерскиот тим. Тие се најлесни мерки за намалување на загубите на вода. Желба треба, финансии и тим. Тоа да се реализира. Реално, да бидеме реални, менаџерскиот тим точно знае каде им се загубите на вода. Свесни се оние во кои делови од населеното место имаат загуби на вода. Тука треба да се настапи со едуцирање на тоа население, да се стават водомери и така натака. Значи тоа е мерка која што не бара никакви инвестиции, а ќе даде резултат. Скалесто или тарифно наплаќање на ова потрошена вода заговара регулаторната комисија во однос на струјата, например. И тоа нас ни престои од дамо некаде 1 јуни, 1 јули, се што е над одреден просек, ќе плаќаме скапа тарифа или екстра тарифа. Тоа може да биде применливо за водата? Може, и ја би го поддржал тој метод, како што кажав, дури без пари да биде до одреден степен. Пазете, ние имаме во ситуација релативно ефтина вода, затоа што се води водата како социјална категорија. Имаме мојкни граѓани кои со водата понад базени, полеваат зеленило, имаат разни системи инсталирани за наводнување, кои едноставно имаат енормна потрошувачка на вода. Тие се мојкни за таа цена што е моментална, не е проблем да ја плати таа цена, меѓутоа таа загуба и таа е дел загуба на вода. Он ќе ја плати, меѓутоа сега да ја плати реалната вредност на таа вода. Тоа значи да му се издвои просечно по семејството пер капита колку потрошил, се што е екстра треба екстра да се плати, базени, наводнување и така натаму. Тука само да напоменам, има еден друг феномен за туристичките населени места. Да кажеме Охрите тука, Преспа, па и Крушево и зимските центри. Таму имаме еден друг феномен. Таму имаме цела година јавното претпријатие го одржува системот, а потрошувачот плаќа вода онолку колку што троши. Што не е во ред. Зошто? Па ние секој месец за мобилен телефон плаќаме 600 денари, трошеле, не трошеле. Тие 600 денари не се само за разговорите и за одржување на мрежата Телеком. И исто и ваму имаме таков трошак кој ние треба да го одржаваме системот за водоснабдување, за која ние ќе одиме во Охрид во нашиот стан веднаш кога ќе отвориме славината да дотече вода кај нас. Значи мора да се размислува и за некоја базична наплата, посебно во становите во кои не живееме ние. Затоа што тој систем го одржува менаџерскиот тим на јавното претпријатие. Има трошоци во текот на целата година, не е само потрошената вода. Значи тој дел може би треба да се размислува да влезе во таа. Добро, дали ние сме разгалени помалце? Рахче, доток на вода, перфект. Дебар исто така се одликува со квалитетна вода, ама дотор од планините и, како вика, 92% не е фактурирана. Што тука може да се направи екстра? Да, сме разгалени во секој случај, меѓутоа ме радува фактот што последниве од 2018 година навака веќе овие загуби на вода јавно ги објавуваме. Веќе алармот веќе го вклучивме. До пред таа година ние воопшто не дискутираше никој за загубите на вода. И колку ние сега да сме лагодни, на некој начин се осеќа веќе во менаџерските тимови кај јавните претпријатија загриженост ради загубите. И тоа е добро. Понатака во училиштата во првите години веќе се учи за рационално користење на вода. Веќе на некој начин ние почнуваме да мислиме на водата. И тоа е разгаленоста, се надевам дека за брзо време ќе ни помине. Поштовани гледачи, околу потенцијалите и ресурсите со водоснабдувањето разговараме со професор Гоце Тасевски. Завршувам со прашањето околу начинот на, условно кажам, на дисциплинирање на менаџерите во наплатата, дисциплинирање на потрошувачите во трошењето на. Има ли некакво скалесто ниво и за едните и за другите? Видите, тоа... Освен што рековте за до 600 пер капита може бесплатно и така натаму. Тоа на некој начин, според мене, треба и регулаторната комисија мора да донесеме ние некои правила на игра. Колку од овие загуби се дозволени? Се прифатливи за нас. Дали се 70, дали 50 би биле прифатливи. Се што е над тоа, да најдеме начин тие јавни претпријатија да ги стимулираме. И менаџерите да ги стимулираме и граѓаните. Менаџерите би ги стимулирале, ево сега како што кажаме, со електричната енергија. Прва ставка би била тоа.
односно да му субвенционираме електрична енергија за делот кој е приходен на водата. Ако он 30% има приход, дајте 30% да ги субвенционира државата за електрична енергија. Ако со надеж дека јавното претпријатие е свесно, ќе сака овие 30 да ги направи 70 до наредни години за да добие 70% субвенционирана енергија. Тоа што значи? Развој на претпријатието, јавното претпријатие, повисоки плати на вработените, се разбира и на менаџерите. Граѓаните како граѓани треба да ги едуцираме дека водата не треба зимно време да ја оставаме да тече ради замрзнување, летно време да полеваме зеленило со истата и казниви мерки, се разбира. На крај, секогаш ќе дојде последната, за жал, неблагодарна мерка, меѓутоа и такви мерки треба да имаме. Благодарам, тоа беше професорот Тасевски од Градежниот факултет. Разговаравме околу загрижувачките појави на прилично, да речем, многу разуздано трошење на питката вода, губење во водоводниот систем, на начинот на кој се фактурира, односно не се фактурира произведената вода низ цевководите и така натаму, и се разбира прашањето на репарација на цели системи, каде што дел од загубите исто така се кријат. Уште еднаш повторувам дека Меѓународната асоциација на води прифатлив процент на загуба е под 30%. Колку е кај нас просечно загубата во водата, освен овие екстремности кои па практично се 70% од државата. Така, кај нас е некаде 40 до 60% просекот на загуби, што сме далеку од тие 30%. Меѓутоа и во окружувањето не е така сјајно. Бугарија е 60%, Србија е подобра 40%, Албанија е некаде исто колку нас, Грција 40%, така да во земјите во развој се очекувани овие загуби на вода. Впрочем, и Светската асоциација вика дека во земјите во развој реални, моменталните загуби се тие што се и кај нас. Така да време е да почнеме да работиме да стигнеме до 30%. Професор, благодарам. Гоце Тасевски, гостин во утрински брифинг. Тука завршуваме. Денеска, како што ви е познато, Народната банка на Македонија излегува со проценка за движењето и мерките што би ги презела Народна банка околу кредитно-монетарната политика и нивното затегнување, со оглед на фактот дека инфлацијата ја помина она мистична граница од над 10%. И утре имате можност еден од вице-гувернерите да биде гостин во утрински брифинг со кој ќе разговара, меѓу другото, каде исчезнаа 400 милиони евра за кусо време од девизните резерви, што тоа ние ќе направиме во санирањето или во стегањето на кредитно-монетарната политика, што инаку сегде веќе почнува да се применува, бидејќи светскиот тренд е загрижувачки. Брз раст на инфлацијата, која ако продолжи вака, може да помине според едни во стагфлација, други може да промине во една прилично сомнителна финансиска експанзија која сите кредитобаратели ќе ги товари со нови каматни стапки. Благодарам, следете ни утре, ќе видиме што ќе планира Народна банка на Македонија. Благодарам уште еднаш, професор. Благодарам.